се вели оној кој зборува многу е лош работник. И јас нема да бидам ниту тоа, а ниту лош домаќин. Затоа одам кај мојот денешен гостин, бидејќи тој треба да зборува и за себе и за својот роден град. За него само ќе кажам дека е одличен соговорник, убав лик и мој голем пријател. Браво! Браво, Васил! Добро се најдов. Да се видиме после долги години. Иако не врзува пријателство со работка од многу одам. Коронава малку не раздели, ама... Да, и не спои. Да, сега одлична прилика да си позборуваме. Така е, со големо задоволство. Многу ми е драго што сум во твојот роден град и многу ми е драго што ќе научам нешто повеќе за Велес и за тебе, нормално, од една поинаква перспектива. Така. И сега почнуваме, можеби малку посериозно, ама мора да ми ветиш дека после ќе се забавуваме и ќе се смееме. Секако, со ми големо задоволство. Одиме. Ајде. Златото на Велес е неговото природно шаренило. Есен во Велес значи есенција од 50 нијанси бакарно-жолта. Магија од колорит, која како да ја сликал лично Шишкин, еден од најпознатите руски пейзажисти, поетот со четка. Велес е срцето на Македонија, кое бие во револуционерен, поетски и страстен ритам, која движи авангардната сила, поместува граници и го прави градот визионерски. Фузија од култура, принцип, интегритет, стих, песна, се во една душа. Овде како да се ракувале стиховите и мислите на Рацин и Есенин, оставајќи му некаква поетска магија на градот. Стариот град, кој е познат под името Вила Зора, бил изграден на сртот над стрмните карпи на реката Тополка. Се наоѓал на самиот рид јужно од денешниот, познат како Ќупурли. Преселбата се случила во 1855 година. Едно од сведоштвата на стариот град, долу покрај Вардар, е старата црква посветена на Пресвета Богородица, подоцна прекрстена во Свети Димитрија. Околу градот се наоѓаат повеќе помали параклиси, а од поново време, импозантна по својата архитектура и маркантен белег на градот е црквата Свети Кирил и Методи, близу денешниот театар. Велес е една од лулките на македонската култура, пионер во многу нешта. Град на првиот театар во Македонија и првата глумица Тенка Коларова, која на штиците блесна во многострадалната Геновева, уште далечната 1875. Град на првата библиотека, првата гимназија, првото музичко училиште, првиот музеј, продуховен и модернизиран со нов урбанистички бран врз старата велешка архитектура. Официрскиот дом, клакерот од спротива и жената во бронза уште ја чуваат неговата приказна од времињата кога Велес беше Титов. Денес, индустријски, трговски, економски и транспортен, Велес раскажува една футуристичка приказна, која како да ја навестиле Витман и Верхарен, предвесниците на урбаната поезија, во која машините, возовите и високите оџаци го забрефтаа галопот на новото време, барајќи ги новите убавини во екот на наковалните, маглите и механизацијата. Кај стариот мост ни остана и споменот за љубовта. Кај стариот мост ни остана. Бидејќи рековме дека ќе почнеме нели посериозно, не случајно го одбираме театарот. Така е.
Јас ќе те вратам сега на почетоците, бидејќи впрочем и целиот разговор ќе биде таков, нели, ќе се сеќаваме на детство, на почетоци и на сите тие генерално. и убави работи. Така. Театарот е твој дом, зборувам професионално, од 2002 година по дипломирањето. Така е. Но од кога е всушност љубовта кон театарот? Многу одамна. Значи, ми се чини дека бе второ одделение кога ја гледав првата представа театарска на Сечило со легендарниот Петре Приличко, ме однесе тетка ми. Бев многу мал, но таа магија што ја видов на сцената ме освои од прва. Јас не знаев конкретно дека ќе бидам актер еден ден, но театарот како уметност, како медиум многу ме привлече. Те освои. Да, потоа се разбира, бев член на многу секции. Меѓутоа некаде кај 6-7 одделение веќе пројавив желба да бидам дел од тогашната младинска сцена на театарот. Се пријавив на аудиција за учество на младинската сцена. Тогаш ја водеа колегите Јордан Витанов и Слободанка Чичевска. И така почна мојата поинтензивна работа во театар, нели? Учењето, што е театар, што е актерството, каков вид на професија е тоа, што подразбира. Тогаш беа и првите представи кои што ги направивме во рамките на младинската сцена и веќе нормално, јас веќе во средното училиште знаев дека понатамошното образование ќе го посветам токму на театарот, односно на театарската, на драмската уметност. Се запишав 98 на факултетот за драмски уметности и веќе од 2000-та година започнав со професионални ангажмани овде во најпрво во Велишкиот театар, потоа и во други театарски куќи. По дипломирањето тоа се разбира се интензивираше, а инаку во работен однос како уметнички раководител во театарот сум примен од 2009 до пред 2 години, кога повторно си се вратив како дел од актерскиот ансамбл, односно како актер први. Дека си бил на добар пат и дека нели пред тебе била убава и блескава кариера, е дока си првата награда во 2000-та година чинам како најдобар млад актер на Чернодрински. Да. Првата награда ми е награда за најдобар млад актер за улогата на Лудиот Јанко во представата Елешникот Југослав Петровски во режија на Димитар Станковски. Една од моите и подраги представи и подраги улоги која навистина имаше голем успех и долго се играше на репертоарот на нашиот театар. Значи Лудиот Јанко ти донесе среќа кога се оние нели признанија во прашање. Дали знаеш од таа 2000-та година до денес колку статуетки признанија имаш во твојот дом и која можеби статуетка е твојот сон? Дали можеби не знам Оскар, ајде ако може така да се. Не сум ги бројал наградите. Наградите секогаш мене ми биле признание за одреден процес. Секоја представа си е свој процес. Сум играли во многу други добри квалитетни представи со добри актерски остварувања кои не поминале награде. Никогаш не ми биле важни наградите како цел. Мене секогаш цел ми била представата, проектот, улогата, а доколку тоа некој го препознае, тогаш благодарам. Но наградите се важни особено во почетоците на кариерата, затоа што даваат голем подстрек за понатаму. Инаку сами по себе не значат ништо, затоа што се врзани за одредени улоги кои можеби веќе не ги играте на репертоар, нели? Завршиле тие представи, останале некаде во адакта, во театарот, во архивата. Да, ама овде не се заборавени, така. Наградите се сведоштво за процесот, за оно што сте го споделиле со колегите, со режисерот. И мене некако уште од почетоците на кариерата ми се случи да едно по друго добијам многу значајни награди, што секако ми беше драго затоа што признанијата од фелата е многу важно, од колегите кои биле членови на тие жирија кои одлучувале за наградите. Но тоа пак од друга страна ме научи дека не се важни улогите и представите, туку се важни процесите. Соработките со луѓето истомисленици со кои заедно создавате театари и представувате на публиката некакви ваши авторски и креативни идеи. Глупак би сум бил, блаженството да му разрушам. Но ќе дојде за тоа час. Веќе има за него спас.
сега би сакала полека да дојдам нели малку во некое поново време кон Преспав и улогата која што можеби некако не те обележа, меѓутоа те представи во јавноста во едно поинако светло. Некако јавноста сега нели зборувам оние обични гледачи кои што доаѓаат нели во театарот, имаа впечаток дека ти си човек кој што на штиците што живот значат само нели изнесуваш сериозни улоги, тешки текстови, така. И наеднаш те појави како Марио улога која што те представи во сосема поинако светло. Колку тоа можеби ти пречи што можеби така допре помасовно да речам до публиката или до поширока публика? Тоа првенствено презлегува тоа што голем дел од луѓето не доаѓаат често во театар, нели? Луѓето од другите градови немаат можност да видат што работиме ние на сцената на Велешкиот театар. Јас сум играл и претходно многу улоги во жанрот на комедијата, успешни улоги кои биле наградени на некои театарски фестивали, но телевизијата е моќен медиум. Телевизијата е заразен медиум. И ми се чини дека точно заради тоа и ефектот на Преспав како проект беше така силен, а и на улогите што ние таму играме. Иако Марио е специфична улога, комплексна, не е едноставно да се игра на јазик кој не ви е мајчин, а тоа да изгледа како да ви е мајчин. Меѓутоа, телевизијата е голем предизвик за актерот, затоа што тоа е еден сосема поинаков процес на работа, нели? Многу поинтензивен, многу понапорен, бара исклучителна спремност. Текстовите се учат од денес за утре, доаѓате следниот ден, го снимате тоа како да ви е работено, нели? Со месеци мора да ја имате улогата во малиот прст. И телевизијата е во таа насока многу провокативна за нас актерите, затоа што чекате со сати за сцена која можеби трае 2 минути во серијалот, во епизодата, но која треба да ја направите најдобро што може. Извинете, морско нешто имате? Имamo как не, велики е избор. Имamo осличот улјето с коријандерот, осличот на жарот, осличот похран. А зубатат имате? Нема пола сата как се поја за. Добро, тогаш ништо. Ал коријандер вам е фрешки од јутрос. Не, фала. Напред. Кај радиш, Јело? Брат, планирам да се затворам у соба на едно 100 години, не можено и тоа. Ма немај тако, Мицко мој. Знаš, ovaj Kosta, on jeste je kreten, ali u biti nije tako loša prilika kad bolje razmisliš. Никад нема да се разведе. Никад. Ma on neće, ali ako Ula sazna neke stvari o njemu, Имаш нешто конкретно или лупеташ само? moramo biti spremni. Kosta je kao pas pušten s lanca. Не те пратам. Ma on je kao klen, a Prespav je postao mrestilište. Kad tad upecat će se. Тоа ми е и следното прашање, значи кога нели еден актер влегува во една улога, треба да се даде и себе си. Треба да се соживее со улогата, нели да ја совлада. Сега многу ме интересира колку не колку ти беше тешко да го совладаш Марио, меѓутоа колку ти се пронајде во тој лик, бидејќи и самиот рече дека е специфичен лик. Па тој лик беше на ниво на круг и карактер зададен уште од авторите на самата авторска идеја, на концептот, режисерите на проектот. Ние многу го развивавме во зависност од она што го предлагаа сценаристите, режисерите, ние како актери, се разбира, имаме слобода да предложиме некакви креативни решенија за ликот и така некако се изгради тој карактерен визуелен идентитет на Марио, кој има широк диапазон, така го видовме Марио во различни ситуации, но мене она што ми се допаѓа е што успеавме на ликот да му дадеме некои квалитети кои ги имам и јас лично, нели? Како што јогата, будизмот, вегетаријанството, желбата да се научи нешто во кујната, иако се разбира, јас готвам подобро Марио. Но ликот е жив, тој никогаш не е завршен. Тој си расте и си се развива од епизода во епизода, од сезона во сезона. Ми е драго што одиме по нагорна линија
Ми е драго што проектот е се подобар и подобар, и ми е најдраго што публиката ги препозна ликовите, ужива со ликовите, се идентификува со нив, памти, повторува реплики на ликовите. Нема поголема сатисфакција за еден актер кога ликот е така жив меѓу публиката и гледачите. Која ти е омилена реплика од Марио што ти ја користиш откако почна нели да го глуми? Прешвети. Па тоа е нели реплика што содржи се, и од ликот и од неговиот коментар кон ситуациите. Иако има навистина и многу смешни ситуации, многу смешни реплики. Интересно е што толку е уходана и уиграна екипата, што веќе и текстовите на ликовите просто ги пишуваат онака на прва, нели? Ликовите се толку живи што веќе и самите автори на сценариото знаат точно кој е нивниот начин на говор, кој е нивната реченична структура, како тоа секој од ликовите нели би го изговорил, и се работи многу брзо и многу поинтензивно. Добро, веќе и пета сезона, така пета, да. Шеста? Шеста снимаме веќе. Нешто ми промашило нешто. Да. 5 сезони така. повеќе од она што и очекувавме и ние и публиката. Ти викаат ли по улица, Марио? Ти се случило ли? Да, како не, дечиња особено, возрастните нормално. Ми се обраќаат со понекои од комичните реплики на Марио. Децата се интересни затоа што нели ќе ме видат, им личи дека е тоа Марио, нели? Иако не сум до крај во тој негов визуелен идентитет, меѓутоа кога ќе им проговорам со мојот вистински глас, нели? И оака се држат за мама, па ова не е Марио, па не е. Vi znate mene, a znate i ovo mjesto. E pa imam iznenađenje za vas. Како беше, не е злато се што сјае, Така ама е. денеска има многу во сонце и ние мора да го Ние ќе искористиме, да. во мојот роден Велес. Сега каде ме носиш од овде? Па сега предлагам да прошетаме прво во најубавиот парк во нашиот град, Добро. Младинскиот парк. Каде што има и прекрасна фонтана и убав поглед од другата страна на театарот. А потоа ќе прошетаме малку во центарот, па до моето основно училиште и така. Леле, таму на ужинка одиме, тамане време во на ужинка. Супер, Одиме. одлично. Одиме, Васил, да не губиме време овде. Секако. Ќе ти спрашувам попатно секако. Секако. Одиме. Секако. Рече, одиме кон Младинскиот парк, ама ајде да го искористиме ова театар додека го гледам за уште едно-две прашања. Кажи ми, можеме ли да направиме една споредба или некаква паралела помеѓу театрите, да речеме еве во Велес и во Скопје, сепак нели тука публиката е помала, па има ли интерес за театар, има ли публика? Така да не, јас имав прилика да работам во повеќе театри низ државата и да бидам вработен 2 години во ансамблот на драмскиот театар. Се разбира, Скопје е многу поголем град, многу поголема театарска публика, со многу изградена традиција, но и многу повеќе театри, кои што Так. ја делат таа една иста публика. Меѓутоа, она што е карактеристично за Велес е што Велес има неверојатна театарска традиција. Без оглед на тоа што е релативно мал град, ние имаме публика која што не доаѓа во театар само заради представата, туку доаѓа пред се заради чинот, па се случува да речеме една иста публика и еден ист гледач по неколку пати да гледаат една иста представа и подеднакво да уживаат. Што е фасцинантно. Што е фасцинантно. И не случајно и се одржал театарот, историски гледано, нели? Велешкиот театар има многу периоди кога е затворен и повторно отворен од 48 наваму, нели, од неговото постоење, говорам како официјална институција, правен субјект. Неколку пати е отворен, затворен, менуван е неговиот статус од аматерски, полупрофесионален, професионален и така натаму. Некаде од 80-тите години повторно се отвара и почнува многу сериозно да работи со таа веќе сега средна генерација на актери. И убаво е што постојано има нови кадри кои нели
се одлучуваат за понатамошно образование во доменот на драмската уметност. Имам и млади актери, имам и режисери, драматурзи и убаво е што ансамблот може постојано да се надополнува, а со тоа и да се одржува театарската традиција на градот. Прекрасна публика има денес. Прекрасна публика. Тука не мислам само на жанровите од комедијата, туку мислам и на се она што севкупно театарот го создава како уметност, нели? И на експерименталните, на лабораториските представи, драмските представи се подеднакво добро посетени. И е убаво што публиката го сака театарот, ги сака актерите. Баш имаме вистинска почит и поддршка од нашите сограѓани и ми е многу драго што иако долги години театарот функционираше во еден распаднат објект, нели, покрај реката Вардар во стариот дел на градот, што добивме конечно пристојно место за работа, една нова убава зграда, која што е пријатна и за гледачите и за публиката, е пријатно за нас актерите, затоа што имаме европски услови за работа сега. Смееме да се жалиме. Браво за величање, на вистина ме изненади овој податок. Јас само уште ќе ти кажам дека многу ме недостасува на време кога во театар се доаѓало гламурозно со такви нели тоалети па шапки. Зошто го нема тоа? Па го нема затоа што Некако луѓето во театар како во кино, нели така? Па инстант живееме. Луѓето сега немаат ниту време да дојдат во театар. Нели, потребна е голема организација на дневните обврски за да можете да предвидите слободна вечер да дојдете во театар. Тоа се влијанија, нели, на глобалните процеси кои неминовно се одразуваат и на театарот, меѓутоа идејата е да се одржите и покрај се, нели? Секогаш ќе има луѓе кои ќе сакаат да дојдат да посетат театар, но што е исто важно е да се воспитуваат младите луѓе на тоа што е театар, зошто е значаен, зошто е важен. Многу е важно тоа, затоа што таа најмлада публика е всушност идната сериозна публика која свечено во тоалети ќе доаѓа во театар. И сега кога веќе ги споменавме младите, ние сме во Младинскиот парк. Предпоставувам вака сега, јас знам дека Велес е град во кој што е отворена првата библиотека, па првиот музеј, па првиот театар, па првата актерка, многу први работи има. Па првиот драмски писател. Ете така, кажи ми, која е првата работа што ти се случила тебе во овој парк, затоа што секогаш парк е асоциација за, не знам, детство, младост, лудост и така. Овој парк е прилично неодамна направен. Овде пред да постои театарот и пред да постои паркот беше едно мала висорамнинка, нели, на која што имаше некоја стара касарна останата од многу одамна. И тука обично доаѓа забавните паркови. Рингишпил и такви. Рингишпилите, циркусите и така. По тоа ни беше и овде беше една лединка на која што ние трчавме, игравме, нели, онака како што ние се забавувавме како деца, ги немавме овие технички помагала, не бевме така дигитално напредни модернизирани, да. генерации. Игравме тука на таа лединка, откако го направија паркот, јас овде секојдневно доаѓав заради мојата куќа која неодамна го изгубив, овде се шетавме и така. Убав е паркот, убав и преку ден, убав и навечер и навистина добро го одржуваат службите на градот. Пак не ми одговори, ама после ќе кажеш и за првите не сум имал можности за некои други моменти важни кои ќе го најдеме паркот. Затоа што веќе бев возрастен. Ќе го најдеме паркот. Ќе го најдеме, да. Кај што има моменти кои можам да ги споделам. Спомена, нели, овде имало тие забавни паркови, циркуси. Какво дете беше Васил? Па јас бев во принцип добро воспитано дете, затоа што имав такви родители кои ме научија на дисциплина, на строгост, справедливост. Иако бев единец, не бев воопшто разгален, напротив, секогаш морав да одберам, значи да си донесам сам одлука, никој да не ми наметне, ова ќе носиш, ова ќе облечеш. Бев прилично самостален, но од друга страна бев многу жив и многу темпераментен и во тие најрани години од детството и правев доста бели. Многу бев љубопитен, сакав се да видам, се да испитам како функционира, да растурам, да составам, да скршам, да се повредам многу често. И она што е исто така важно е, многу сакам животните. Имав баба која беше Србенка, по потекло од Ирик во Водина, жена која што протргала се што во
Прва, Втора светска војна пред да дојде, нели, како македонска снаа во Велес и да склучи прв граѓански брак тогаш со дедо ми. И таа беше научена, нели, таму имале многу животинки, произведувале многу, голема земја. И таа ми ја всади таа љубов кон животните, така што бев дете, среќа што иако сум роден и живеа во центарот на градот, нели, имавме заден двор во кој можев да си дозволам да си чувам животинки различни. Носеше така животни. Сешто, од кучинца, мачања, коковчиња, шатки, папагали, прасенца, овие морски, како ги кажа. Сешто, што не сум одгледувал. Рече дека си сакал, нели, да провериш, ти бил љубопитен, да склопиш, да расклопиш. Имало ли некогаш Кјота како си направил некоја белја сериозно? Како да не, па правев доста бели. Секако најгадно поминував кога ќе направев нешто со кое нешто ќе уништев или ќе се повредев себе си. Така што имало секакви моменти. Имав страф од мајка ми затоа што беше многу авторитет. Мајка ти беше построга? Построга од татко ми дозволуваше се што. Обично мајките се врзани со синовите, па не знам. Затоа што беше свесна за мојот темперамент, знаеше дека јас и покрај тоа што климам со главата и нели Можеш да им ја запалиш куќата. мирно викам да, така ја пак ќе си го истерам она што сум си го наумил. Како не? Секакви бели сме правели и со дел од чедите, нели. Израсна сум во голема фамилија, сум многу деца, баш голема фамилија, така што имало тука секакви ситуации. Најразлични патувања, фамилиарни, нели. Тоа беше исто и период кога многу патувавме, се сеќаваш на полетувалишта, зимувалишта, Па кампови. па посети пријател непознат во друг град, нели. Па се допишуваш. Па љубовни Имаше допишување. Како не. Имав со една девојка од Нови Пазар која што ја запознав. Моите родители, речиси 15 години одевме на годишен одмор по 20 дена, месец дена во еден прекрасен камп во Улцин, во Црна Гора. И за тој град и воопшто за таа прекрасна златна плажа километарска, нели. На Јадранското море ме врзуваат многу убави спомени и таму запознававме луѓе од цел свет затоа што кампуваа семејства од Британија, од Германија. Имам многу пријателства с кои ден денес си ги одржувам. Да, тоа беа дружби кои што не се повторуваат. Меѓутоа ете таа девојка од Нови Пазар се запознавме таму и тоа беше некоја таква чиста наивна детска платовска љубов, нели? И писма се И пишувавте? си пишувавме такви љубовни писма, нели, како тие може да бидат љубовни. Добив петка, добив единица, толку била љубовта во споделение наша. Долги години си пишувавме, да се разбира. Секој потоа си продолжи по својот пат. Меѓутоа ден денеска понекогаш знае да ми напише на социјалните мрежи. Да? Има да си уште имате контакт. Да И убава ли е и денес како тогаш? Па сигурно. Нели, да рековме ние писма, и сега некако ми се и пред малку во оној нели неофицијално дел од разговорот го споменавме Мирцот. Да. Одеше ли во интернет кафиња? Како да ние бевме генерација која не можеше да си дозволи компјутери. Нас не беше само тоа забава. Тоа беше многу ретко. Мислам, да, 2-3 години генерациите што дојдоа после нас веќе имаа, нели, првите компјутери и така натаму, иако ние имавме предмет, нели, учевме информатика. Да, ама во тетрадка пишувавме. Меѓутоа немавме можност да го имаме тоа дома. Имаше во Велес едно интернет кафе и таму одевме, нели, за тие потреби, за таа комуникација. И ни беше малку странно, затоа што ние бевме, нели, поинаку воспитана генерација. Кај нас некако живите односи, живиот контакт беше многу важен, многу пресуден. Но се разбира, таа дигитализација па ни помогна да можеме многу побрзо, нели, сега да комуницираме со луѓе било каде во светот. Многу е се поедноставно. Имаше ли храброст да отидеш можеби на некоја средба на слепо од Мирц? Како да не, па сум запознал многу луѓе. Дел од нив ми се и денес пријатели, нели, секогаш не било тоа врзано со некој љубовнички контекст, напротив. Ние доста се излегувавме, имаше прекрасен ноќен живот во повеќе градови.
Ние од Велес сме одделено учесто и во Штип, и во Кавадарци, нели се правеа убави журки, доаѓа прекрасни водечки уметници од тогашна Југославија, кои правеа убави концерти, особено таа, нели, поп електронската сцена. Беше многу интересно. Живите контакти мене ми беа некако многу позначени и поважни. И навистина многу другарувавме и запознававме многу луѓе. Не се изгуби тоа време, не е како денес. Денес луѓето се многу порезервирани, дури би рекол и многу поуплашени, многу постудени, да. Затоа што се променија и времињата. Така. Безбедноста тогаш и сега не се исти, апсолутно. Еве, нели ги споменавме тие пријателства, тие другарства, ама рече дека ќе ме однесеш и во основното училиште, затоа за тие, нели, врски, релации, дали и денес ги негуваш, ќе зборуваме таму. Ќе зборуваме таму, Ајде. така. Ова е една поинаква, футуристичка приказна за компанијата која е ориентирана кон големата слика на екосветот. Самосвесно и визионерски, Брако паралелно на постоечките производни линии по кои е позната и извозно ориентирана, рапидно го освојува светот со своите мали зелени јунаци, кои се оптимално чисти за да чистат оптимално. Зелените машини на Велешки Брако веќе јуришаат во најнапредните земји со нивната економичност, ефикасност, оптималност и 100% еколошка технологија. Овие мини возилца се силна армија од екоалатки против градското загадување. Со својата функционалност, футуристички дизајн и симпатична појава, освен што ги освоија речиси сите градови каде што има водородна инфраструктура, станаа неодолеви и за режисерите на science fiction филмовите. А денеска и нивниот матичен Велес е влезен во филм со тест вожњата на нашите мастраф јунаци во улога на Men in Black. Зелените машини, свиперите или метларките на Брако од линијата Green Machines преку серија турнеи ги запознаа Европа и светот со револуционерното возило за одржување хигиена во урбани средини GM500H2, кое работи на водороден погон и со нула емисии на штетни материи. Од Франција, како пионер во областа на зелениот водород со план за водородна инфраструктура и декарбонизација на лесните и тешките возила, промо турнејата освојува секаде каде што преовладува истата ориентација. Во Германија, Белгија, скандинавските земји и Соединетите Американски држави. Овие мали зелени терминатори на се што е за метла восхитуваат со едноставниот процес на промена на водородните капсули, удобноста и лесното управување како резултат на нивниот ергономски дизајн. Неговата зелена маленкост, токму со дизајнот, успева да ги покрие и најнедостапните површини со кои не може да се справат крупните возила за ваквата намена. Без оглед дали се користи фиксен резервоар или заменлива водородна капсула погодна за градовите што немаат инфраструктура за полнење водород, GM500H2 има капацитет за цел работен ден. И еве таман ги фативме на дело, во акција против талогот на есенските лисја, правта и се што ги нагрдува велешките улици, кои зад нив се гланц чисти како писти. Овде си најдов нов пријател и навистина ми е драго што го запознав Девид. За него е интересно тоа што и не можев едноставно да одолеам да не му поставам неколку прашања. Девид е од Шкотска, но решил да го остави животот во Шкотска зад себе и дошол во Македонија. Девид зборува македонски малку, ќе се потрудиме да зборуваме половина македонски, половина англиски. Моето прво прашање за Девид ќе биде што те донесе во Македонија? Because I enjoy Macedonia. Приказната за Дейвид е мощна, интересна и со силна порака. Спротивно од она на што сме навикнати, на горкиот проблем со миграцијата и одливот на младите и најдобрите стручни кадри, по леп и перспектива во светот, овде имаме пример за еден шкотланѓанец кој избира да живее во Македонија. I enjoy living here. I enjoy being with the people here. The weather here as well, the food here. Дейвид Меккалок од Шкотска.
дојде да работи како контролор на производство во Велешки Брако и го замени родниот Фалкирк со Велес. Фирмата во која работел одлучила дел од производството да се префрли во Велешката фабрика, а првично Девид дошол да види како сето тоа ќе стартува, па си заминал, но во следната прилика откако во Брако се јавила потреба за тоа работно место, решил да конкурира за да се врати и да остане. And those 5 months were enough for... To train the guys, yes, to give them a good idea of how to build the machines, yes. Yes, and enough to love our country. Yes, to get a good overview of the country, and I enjoyed that time here. Моментално живее во населбата Дурутовец, која важи за еколошки најчиста, средена е и ориентирана кон градинарски култури. Причина е влюбувањето во топлиот и темпераментен југ наспроти студениот европски север, но во случајов не станува збор само за клима, туку за топлината што се носи во срцето на еден другарски и приемчив народ, каков што е македонскиот. Do you like Macedonia? Do you like? Да. Многу. Да, многу. Девид, ти благодарам. It's nice. It was nice for me to talk to you, and I hope when we will see next time, we'll speak only Macedonian. Okay. Do you promise? Promise. Okay. Васил, дојдовме пред твоето основно училиште. Да, и го фативме моментот кога си одат дечињата дома веќе, бидејќи овај училиште се целодневен прст. Какви спомени ти се разбуѓаја кога седнавме на оваа клуп? Ова е 8 години од мојот живот, бидејќи забавиште одат во друго училиште, кое е во другиот дел на градот, нели, там долу кај железниот мост. Овде сум од прво оделение практично и токму во овој двор, дали 4-то или 5-то оделение, играјќи магарица со другарчињата од класот скрши фрак. А иако ова беше едно од најбавите и најмодерните училишта во тоа време. Имаше фантастична архитектура, прекрасни услови, кабинетска настава со прекрасни лаборатории, особено природните науки, многу силни секции со кои се освојуваа значени први места на републички државни надпревари, нели, разговараме за таа голема. И дека си учел, знам, кажи ми што друга Белја ти направил? На школа не правев многу бели. На школа не. На школа бев дисциплинирано дете. Имаше наистина ред. Имаше наистина голем ред. Квалитетни ученици кои наистина постигнуваа убави резултати. И многу се дружевме, многу се игравме. Овде спортувавме во салата, имаше прекрасни услови за разни видови на спортове. И да биде нели, таа случајност на животот уште поголема, токму и мојот стан е во близина на училиштето, така што не овде ни е животот во Велес кога престои. Сега да те пототам нели комплетно на детството, време е за ужинка. Добро, голем одмор. Голем одмор е, да. Сега се напиеме по едно. Малку да се освежиме и продолжуваме. Денеска, да ти кажам, ме измори од шетање. По некоја кифичка, па добро и малку и затопли времето, па не дојде. Ме измори, јас на веќе, здравје. ајде на здравје, ја би одморила. И сега ќе продолжиме каде? Не знам, ти ги ми кажеш каде сакаш да Сега одиме да со продолжиме до центарот на градот, предлагам, и потоа да одиме на езерото Младост. тебе? Можеме. Ми се допаѓа предлогот. Одиме.
Thank